Случайно. Говорите да се става. Добър ден на всички право. Поздравам. После към изключим ден работа и може да почне. Въз основа на член 48 став 1 от Законът за локална самоуправа и член 25 став 2 точка 1 от Статут на община Делчево е свиквам 15-та редовна седмица на Съветът на община Делчево. За седмицата го прегледам в следния дневен ред. Усвоюване на записник от 14-та седмица на Съветът на община Делчево. Предлог одлука за даване на трайно користение на явното комунално предприятие Вегалница Делчево возило за компактиране до задно пълнене и гребане. Предлог одлука за даване на трайно користение на явното комунално предприятие Вегалница Делчево метални контейнери за резидуален отпад. Годишен извещай за работата на детската градинка Весели Цветови за възпитна година 2021-2022 с заключен за година. Годишна програма за работа на детската градинка Весели Цветови Делчево за възпитна година 2022-2023 с заключен за година. Предлог одлука за придобиване на стипендии на отлични ученици от средното общинско училище Методически в Делчево, постигнали особено високо успешно учение. Предлог одлука за придобиване на стипендии на отлични ученици от средното общинско училище Методически в Делчево. Предлог одлука за придобиване на стипендии на студенти, които студират на държавните университети в Република Северна Македония. Предлог одлука за придобиване на стипендии на студенти, които студират на държавните университети в Република Северна Македония, които постигнали особено висок успех в студирането. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект стамбена кутия, сграда брой 1, побавяне на Войче и Ливиски. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект Викенд кутия, сграда брой 1, побавяне на Драган Стойковски. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект стамбена кутия, сграда брой 1, побавяне на Перо Лазаров. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект стамбена кутия, сграда брой 1, побавяне на Стоян Стойчевски. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект стамбена кутия, сграда брой 2, побавяне на Кита Китановска. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект стамбена кутия, сграда брой 1, побавяне на Кита Китановска. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект помощен обект, сграда брой 1, побавяне на Житница Йовановска. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект помощен, сграда брой 2, побавяне на Житница Йовановска. Предлог одлука за утвърдиване на потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за безправно изграден обект, набор от плански обхват, обект Викенд кутия, сграда брой 1, побавяне на Йордан Вуинов. Измени и допълнуване на бюджетът на община Делчево за 2022 година. Предлог одлука за одобряване на финансови средства на кошаркарския клуб Патриот 2016 от Делчево. Предлог одлука за одобряване на финансови средства на Банчо Идейски от Делчево. Предлог одлука за одобряване на финансови средства на Виктория Траянова от село Вирче. Прашани предложи на членове на СОН. Отварям разправа във връзка с дневния ред. Дали някой поведение? Добре на всички, значи, ние го свърши група на Бъмно Лъпване Делчево, бараме по точка на дневен ред да биде дадена точка и по-лично разправа за моментална ситуация, която се случва в явното комунално предприятие Вегалница Делчево и по-точно, како што веќе знаеме на листите, има информации во јавноста дека работените веќе неколку месеци поред за доста да взимаат плата. До вчера информации имахме дека не е вярно, че вземем плата, т.е. 27.10. За да не сменяме информации и да видим ако е можно, представете ли вие председател на съвет, да даде точка да видим дали е можно ние като съвет, преку предложи обаряне на граѓаните, да на някакъв начин да се реагира и да се видят причините, поради което е ситуация таква моментално в комунално предприятие. Знаем дека там има 80 работени, които т.е. това за 80 семейства, които в оваа ситуация в държавата, като ще е моментално,
се доведени во институционални проблеми. Одделно од тоа, значи, самата услуга кон граѓаните кои што се плаќаат уредно е доведена во прашање од причини што веќе се случат малки дека се најавуваат и штрајкови во истото, така да ако е можно, предлагаме на точка на дневен ред на оваа седница да биде дадена расправа за ситуацијата во јавното комунално предпријатие Брегановица Делчево. Hvala predsedatelj, znači predsjednika na koordinatorno, zamješćete mu na mjesto, u vrsti su javno komunalno предприятие, това ние сега нямаме в момента да ставим тази точка на дневен ред, значи нямаме материали, пускаме да нямаме представник по възлагач от явното комунално предприятие. Във връзка с защото ние дебатирали от кои причини защото тази ситуация. Значи, мисля дека тази точка трябвало предходно да се поднесе. Например, вчера да се поднесе, за да може да пикнем представник от явното комунално предприятие. Дали ти е директор, дали ти е секретар, дали ти е областен изпълнител и така нататък. Благодаря. Односно на делови за работење на стојдо, мислам дека имаме днеска доста точки, така да ако е тоа проблем, имаме доста време за да некоја точка на крај од некоја последна точка, мислам дека депутатот може да изведеме задач. Ама тоа, надјавам мислам дека ние имаме и предходни извештаи на работењето на јавното комунално предпријатие, таму се забележува дека константно имаме изгоревување на неформираните давачки кон други правни лица и по самите вработени и самите финансови баланси говорят дека јавното комунално предпријатие се повеќе и повеќе надлегува во долгови и од таа причина мислам дека ние можеме да туе во условието на општина Делчево загрижено да разговараме за и во однос на тоа колку и дали може општина Делчево во оваа ситуација да помогне на јавното комунално предпријатие. Пошто мислам дека владата на Република Македонија во овој момент не е во можност да помогне на комунално предпријатие, од причина што имаме ситуации во други општини, но ние треба да се грижиме за нашата општина Делчево, за тоа што ни по совет ние се изберени од граѓаните на општина Делчево и треба да видиме да најдеме некој модел или начин и како дискусија да дојдеме до некој вид решение или предлог за да се избегнат такви ситуации. Јас да одговорам до мене направено. Веќе немаме точно информацијата што става. Вие имате информации кои ја ги немате. Јас сите информации се на база на спекулација, не знаеме да можеме да знаеме дали е точно или не е точно. Дали се најавува проект, дали се зелена плата или не зелена. Затоа и немаме ни материјали. Не сме спремни, совето не е спремно да разговараме. Немаме обезбедено предлагач. Предлагам мој предлог. По 23-та точка, прашање и предлози на членове од Совето, сите информации што ги имате, сите прашања, да ги платите и да добиете одговор. И платиме тоа директор, он ги има сите информации. Може да додека стигнат прашања дека има плата. Можда штрајко најаваме само на база на спекулација, ние да разговараме и врз основа на некои информации кои вие ги имате, другите советници ги немаат. И затоа сметам дека заплата за штрајковите. Само секунда. Има допис до мене, односно до советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Това вчера одговор, да, од директора на јавното комунално предпријатие, кој одговор на советничко прашање. Почитувам. Поради општо познатото состојба во која се наоѓаат сите јавни предпријатија, а настаната поради енормното покачување на цената на електричната енергија, нафтените деривати, минималната плата и сите материјални потреби за работењето, така и во јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево существуваат овие последици. Покрај тоа во јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево се исплаќаат и платите и обврските кон добавувачи. Со таа разлика што овој месец имаме мало доцење во исплата и заклучно со денешниот ден е исплатена платата за месец септември 2022 година. Воедно ви замолуваме со цел да отстраните вие вашата загриженост за вработените во јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево, а исто така и ние да отстраниме пак нашата загриженост кон вас и секогаш нашите побарувања да ги остваруваме по судски пат, да извршите плаќање на 35 неплатени фактури за извршени услуги во изминатите 35 месеци, со што ќе видите примери за останатите нередовни плаќања од една страна, а од друга страна ќе помогнете да се подобри состојбата
по явното комунално предприятие Гражданска Делчев Сопочит, Стойче Стойковски, директор, 27.10.2022. Значи плата е изплата. По допис се отпечата. Нека помине, съветници да го видим. Значи, че ми имам известование някаква изплата на плата, мисля абсурдно да разговаря, да оставаме на дневен. Мое мислене, кажете вие, какво става пред много нагласен? Да, имаме 24-та или някаква препоръка. По прашани и предлози може да се оплатят нови прашания до директора на явното комунално предприятие, точно всеки съветник ще сака да плати прашания и аз инсистирам да има прас отговор. Ама ако вече изплатена плата, мисля да трябва абсолютно да разговаря. Повече. Според мен не е абсурдно за това, защото има законска регулатива, в която се има до кога трябва да се изплати плата, например, и координатор на всяка група е, който може да най-много знае, има точно законска регулатива, в която дата по месеца има, т.е. мора да бъде изплатена плата. Трябва това законска регулатива според мен е нарушена и 27 или 28 по месеца не е дата, в която ще да се изплатят плата за предходния месец. Според мен трябва да се разговаря или под формата на прашение да добием да отзвутваме в рамките на нашата и предлози на членове на совете можем да разговаряме, да, повече. Това стана сбора за тениска плата на среда. Значи, ще кажете има, че предваря го поддържам и да прашаме и отговорите, ако можете да обезпедите да дойде директор, тук на лице место нека дава отговор. Или някой от... Добро, ќе направим го поддържам директора на паузата. Мисля дека това най-важно. Доколко или може да дойдеш от днес да напрашени предлози, по тази точка да ги сместим всички прашени, ако ще ги сакат да ги направим. Добре. Друг някой? Сашко, благодаря. Почитувам председатели, почитувани съветници. Аз на предходната седмица побарах да се разговаря за состојбата со јавното осветлување, кога предлого беше оприемство на гласување, и това аз като съветник цена дека малко по-големо предложение ќе дам предлог да се стави на дневен ред, да се стават две точки, и тоа првата точка разгледување на состојбата со јавното осветлување и втора точка намалување на цената за надоместок за јавно осветлување. Ќе дадам кратко појаснување зашто тие се битни работи за моменталната состојба во градот, затоа што во Делчево цената за надоместок за јавно осветлување изнесува 184 денари. Во Делчево над 4000 активни домакинства ја плаќаат таа сметка. Тоа е некоја сума околу 3 евро од домакинство, значи околу 1200 евра месечно се собираат по тој основ како сметка за фонд за платење на јавното сметка за 12.000 евра за јавното осветлување. Во Законот за комунални такси 64 од 2004, 64 од 2005, 92 од 2007, 123 од 2012, 154 от 2015, 192 от 2015 и 23 от 2016 година. Во член 2, да го прочитам изрично стои, член 2 став 2. Висината на комуналната такса от ставот 1 на овој член во рамките утврдени со тарифата со одлука ја утврдува Советот на општината, Советот на општините во градот Скопје и Советот на град Скопје. Понатаму, во член 3 од истиот Закон за комунални такси, став 10, ќе го прочитам и него, постои комуналната такса се плаќа наброено е кои фирми и користење и значи должни сме да обезбедиме користење и одржување на јавното осветлување. Во моментот тоа е скратено и ускратено на нашите граѓани, иако потполно ја плаќаат услугата. И во член 7 од истиот закон стои, пак читам, обврската за плаќање на комунална такса настанува во моментот на користењето на правото, предметот или услугата за кој е пропишано плаќање на таа такса. Значи сите домакинства имаат подпишано договор со општина Делчево за
платење на комунална такса. Таму јасно е прецизирано кои обврски произведуваат на општината, кои обврски на плаќачите на таксата. Сметаме дека како Совет имаме обврска, бидејќи правото на граѓаните е систематски нарушено, од 12 до 6 часот половични услуги им се испорачува на граѓаните, значи осветлувањето не функционира во голем дел од градот, на тој начин е нарушена и безбедноста, и сигурноста, луѓе има кои излегуваат ноќи, кои одат на работа и работни задачи. Значи сметам дека како Совет одговорно треба да постапиме, бидејќи јас до овој момент, предпоставувам, ако имате нешто ви информации споделете, ниту знам зошто е ускратено тоа право, ниту до кога ќе биде, ниту од кога почнало, едноставно дојава од граѓаните што се случува. Значи тоа не е пракса во другите градови, ако е нешто што е со кризата поврзано, би го оправдале, меѓутоа за делчиво да не враќаат години наназад и да немаме јавно осветлување, сметам дека како Совет мораме да разговараме. Предлогот барам да се стави на гласање и двата и двете точки. Јас имам еден одговор. Факт е дека после еден месец повторно предлагате да биде подадена на дневен ред ова точка. Значи како советник сте имале можност во тој еден месец да доставите официјално барање 7 дена или 15 дена пред седница и сите ние да добиеме некои материјали. Сега вие сте во надредена позиција односно останатите советници. Вие имате членови, закони за јавно осветлување и се, а ние немаме. Врз база на што ние ќе дебатираме денеска за јавно осветлување? Јас немам никаков податок. Нити знам кој е надлежен, едноставно вие денеска ќе бидете во надредена позиција од сите нас. Зошто сега го поднесувате како итна точка, а не го поднесувате во текот на изминатиот месец? Кога претходно предложи, чекаше одговор за това, ние сега повторно реагираме, ако нема нищо... Предходен пат беше ставена како итна. За да беше... ставиме точка на дневен ред, треба да има барање, некој советник да влезе во архива, барам, јас тој да се стави на дневен ред. Предлогот беше некој да се види што е со разсветлувањето, што е со... Добро, устен предлог. И нема никаков одговор, затоа сега ние како советници повторно реагираме, бидејќи ништо нема промени. Ама ако ја ставиме точката на дневен ред, еден од советниците има спремене за таа точка, ама другите ни на крај памет не може да ни текне дека ќе има точка јавно осветлување и надлога за јавно осветлување. Врз база на што ќе дебатирате? Ако еве ја предлагам, пошто не е некој, не гледам голема итност во таа точка. Не гледам, дали ќе ја разгледаме сега или за 15 дена. Мислам дека не е проблем да има голема итност. Поднесете официјално како што е ред, значи да испочитуваме процедурата, како советник, преку архива, барање да се стави точка на дневен ред и ќе говорат службите, ќе спремат материјали, ќе ни поделат, ќе се спремиме сите и ќе дебатираме. Не бегам од дебата, јас сум за дебат. Ама ако ставиме ние сега тие две точки и се случи да слушаме предавање од еден советник кој што има информации, има знаење во таа област, а останатите 14 ќе гледат. Ќе немаме образлагач, немаме официјално лице кој ќе ги пренесе точните информации. Зошто се прави рестрикција во осветлувањето, намалено осветлувањето, зошто не се намалува надоместно за јавно осветлување. Моje мислење е тоа. Ако инсистирате, јас ќе го ставам пред го на гласање. Најлесно е да го ставиме на гласање и да се нагласуваме. И това суштината е да дојде таа точка на дневен ред. А редо на нештото е да се поднесе преку архива до председател на совет, барање и да се спремат материјали, да имаме образлагач и да разговараме. Само да се ще по одговор и видување. Значи, 4000 домакинства од 3 евра са 12.000 евра. Ако това не е доволен сигнал дека за 12.000 евра не е испорачена услугата на граѓаните, мисля дека сите го знаеме, тука без разлика сега некој може би ќе кажете. Јас ништо немам информации, освен законот од 3 страни во кој е дефинирано таа работа. Ценам дека треба да размислите и вие и ние заедно сите, бидејќи тука сме за да го решиме тој проблем. Ако на сите ни одговара, ако само на мене ми смета, нека биде изгасено. Меѓутоа, факт е дека половината од таа услуга не е испорачена. Тоа е на мала рака 6.000 евра, некаде им се губи трагата. Месец, 2 месеци, еве. Ние сега вие ќе ме надгласате и не е проблем тоа. Проблемот е што нема проблем да биде решен, него ќе остане за наредниот месец. До тогаш уште еден месец ние ќе бидеме во мрак.
Абсолютно това сакам да го сопам. Значи, да не биде сега пред наредния съвет повторно барање и да я ставиме точката допълнително. Оти да биде допълнителна точка. Оти да не ја почитуваме процедурата, да се внесе официјално барање, да се спремат сите советници. Освен информациите кои вие ги имате, ја не верувам дека некој друг советник има информација за... Јас лично не сам спремен да разговарам за това. Фалат податоци. Уште во понеделник, вторник, кога се спремите барање до службите ќе спремат материјали, ќе повикаме образлагач кој ќе ни објасни да знаеме зашто ја направи. Сепак работата на советот мора да биде малку на повисоко ниво. Не можем констатираме недостаток. Во ред, ја го прифаќам това. Вашата констатација е во ред. Ама за да разговараме за нея мора да имаме некои материјали, мора да имаме некои информации, да дозволиме на советниците да се спремат. Барем 7 дена пред совет. Да и повелики. Председател, само кратка реплика. Значи, не е само удължил края на енергетската криза, значи повече гледа да има щедени гасење на уличното осветлување. Советник Осачко најлесно е да правиш математика, значи тежува приходната страна од пријема. Не е да гледаме разходната страна. Значи вече председател, значи ние нямаме податоци, не разполагаме со податоци, не знаеме нека да говори колку чине на сили. Да е ставено това улично осветлување од пријема. Така да да се постави точката. Написано, имаме материали, кои можем да дискутираме да разговараме. Процедурално плана, како координатор на следващото група на регулиране. Продължително на член 43 став 8 от Закона за пътна самоуправа, службен вестник на Република Македония, брой 0502, член 8 и член 9 и член 26 став 2 от деловника на Съвет на община Делчево. За извършването на нашата работа за съветници, ние имаме право да постъпваме и да бараме информация от общинската администрация. Че аз като съветник на предходната седмица, удържана на 14-та седмица, като съветник по прашение, имах поставено точно, има го записното влезено, че баш прашање по однос на оваа тема. Ќе го почта прашање за да немаме заблуда. Второ следничко прашање поставено од моја страна е поради фактот што веќе известен период улично осветлување во градот е скратено за 2 часа. Дали ќе бидат намалени сметките на граѓаните, односно дали ќе има корекција на сметките бидејќи реално граѓаните добиваат намалена услуга. Јас до денеска моето право соодносно деловник на општина Делчево е ускратено. Тоест јас немам добино никаков одговор на ова прашање. Не знам сега дали е до нас като следничка група или като съветници като целина или е до самата общинска администрация. Трябва не да се запрашаме и ние, или като председатели и председатели, защото ние не добиваме информация. От тази гледна точка, доколко имахме да добием отговор на конкретно на моето прашање, съответно деловника, мои и нашата права съветници, ние имахме днеска и материали, по които можехме да разгледаме баш да го разгледаме овој проблем кој што е од суштинска важност за граѓаните на општина Делчево. Тоа што кажа, мој колега Содник Сашко Ивановски, намалена безбедноста на граѓаните, прво, второ, ускратено правото на слободно движење, за вршење на своите работни врски, трето, плакат за нешто, а не добиваат за возраст ништо. Процедуралното обраќање ви не за јавното туку за поставеното прашање. Да. Може ли да го отговори? Може да. Јас како председател на Совет, прошлиот минатата седмица ви кажав дека ќе напишам официјален допис до сите раководители и до сите работени во општинската администрација, во кој ќе ги насочам на обврските кои произлегуваат од деловник и од статут и од Законот за локална самоуправа. Истиот допис е пратен до сите. Истите работени, истите раководители, на сите им кажем од моја страна дека има обврска на советничко прашање да одговорат во законски предвиден рок. Моите гласувам се така. Некој не одговара, смета дека некој ги прекршува обврските кои ги има. Правата не ја извршува совесно работа. Имате можност правно на Јас, мојата надлежност до тука, да укажам на деловнико, на статуто и на законот за локална самоуправа, ништо повеќе. Да ги опоменам шеднаш, да опоменам и втор пат. И јас сам еден од советниците кој не е добил 9 месеци одговор, од доверението за урбанизм, да поставим прашање. Прв ми е и на мене не е одговор. Значи, натаму, мојата работа е до тука. Да укажам вашите забелешки, да ги пренесам на општинската администрација. Имаше забелешки од советникот од Граница. Не му се дадени материјали на време, не му е дозволено да направи.
Преди раз. Надевам се, нека да се надминат. Да се надминат ние. Наредно, ако некои човек, било кой, има предлог да ми каже хора, просто пословно, кажете. Ако има било кой предлог, кажете ми ке поста. Моята, значи, сите мораме да работиме съгласно некои правила. За нас правилата са пропишени в статуто на делото. И в закон за локална самоуправа. Не смеем да бъдем. Не мога да ги пречекова своите надлежности и да ида поединечно на всяка от общинската администрация да му кажувам дека трябва да го доставите. Не е работа на национална основа. Ако било кой от вас има предлог, бе замолвам да ми кажете какво да поставим, сестото да ми отговаря по-бързо и да отговаря на следващите кажа. Хайде да ги отгледим. То сите сме напишали да бидат присутни, сица известен кога имаме слове. Ако може да даде. Да. За колегите репресивно, че аз може да прашането и отнимане и колегата защо. Значи ние на една от предните седмици дебатираме за односа на администрация на ръководителите, на сектори, защото не доставала отговори на наши прашания или прашаните отговорите, които ги дава с толкова штури, които повече се сбогувачи, колко отговор на даденото прашане. В други на една от седмиците рекоме, имаме в посебна седмица, къде ще оставим судики седнем и дебатираме да се разберем, да видим що е работа, дали не само състоява поради време за патеност или нещо слично на отговорът, или пък има едноставно не сакат. Не би се казало користен сбор бюрократия и незаинтересираност, ама все по нещо очевидно дека има. И беше речено на една от седмици, дека ние имаме посебна седмица, точките да разговаряме. Ама за жал, цяла година веќе ние разправяме за едно исто. От първата седмица не добиваме съответни отговори за отделени прашания, сега веќе 15-та седмица ние исто прашане ги го дебатираме цяла година. И колко има бина къде, колко има бина къде, за това, що ние не намерим начин, метод, това да го решим. Да ги усетим. Много път беше речено, дайте седмица, много седем и да разговаряме с один. Нека да дигна началника да знаем тук какво да бегнува бери ключни прашания тук, които са вързани с один. Ние ќе разговаряме но и общо. И сега даваме предпоставки защо не е отговорено и не е, се казва не е може. Седне да вика разговаряме, нека отговори защо не е да. Дали има информация, дали не е информация, дали е компетентен, дали не е компетентен. Може да лично работи, не е информация. Не е компетентен да отговори, или па не сме, па да отговори. Отнека знаем, ние са само като са предпоставки работи. Това е култура. Дайте, що викате това да го разрешим, е народа. А еве да седмица. Ставете шо ке биде, дали ке биде седмица, дали ке биде точки на дневен ред, да се договорим. И вторият дел от прашането со уличното осветлување. Јас се слагам дека е хитно, дека е интернетно и дека е потребно. И дека се трошат доста пари. Искрено јас немам информација колкава е купната цената на таа енергија за моментално што се плати. Ако 3 евра е изгласено и се дава и се собира 12 евра, колко имаме ние разход по однос на интереси с оглед на покачувањето на таа енергија? Јас немам. Што ако е покачено 3 пъти, да и тия 12 евра стигна. И не знаем, ако некој има информация, нека каже. Последните 3 месеца, с оглед на енергетската криза и покачувањето на цената на пазара на енергия, покачувачката е толкова, най-новата цена е таа, остатък на пари от тия 12 евра имаме толкова. Къде от тия пари? Дали некој има информация по това? Дали имате информация вие от 12 евра колко се плаща за потрошена, колко останало? Аз нямам. Значи, благодарение на политиките, които предходно се водеша, се намалиха, значи цената на явното осветлуване некъде до 3 пъти беше намалена, споруваме пред покачването на цената на електричната енергия. Сега цената на електричната енергия не е сголемена на 3 пъти. И ако се прави такова анализа, направи споредбата со пред 2 години, со пред 3 години, се вижда, че това е реална цена, за това, защото цяла държава е, имайки в обзир дека имаме енергетски ефикасно осветлуване в цял град, значи дека тия пари са съвсем доволни, ако се користат наменски и така както ще трябва да се користат. Тия информации можем да посоветнешко прашане, покажете ги, аз ги имам и това покажете ги вие, да видите дека тия пари са съвсем доволни. Сега, защо тази услуга се порачува? Се явува много сомнежи и размислования, и това нека се повика някакви тук заради тия работи, да имахме ние отговор, като що рекам. Сега и нашите условия да доведем го прашане, не го има кредибилитет. Ние поставяме прашане, отговори нямаме, не можем да дебатираме, не можем да носим заключици, а за сметка на
Значи не викам дека е много голема щета, ми това е едноставно плаќа, треба да има. А ние сме отговорни кајката во овие системи која овозможува да функционира таа работа. Значи ние ако си изземеме и пуштиме работите, човек прашање колку сме ние како совет компактни и што понатаму треба да работи. Ако съветът толкова загрижи, повторно речем во предлоге, навремено да оставиме парања, системни точки. Не можем да сме загрижени 5 минути пред совет. Кога сме загрижени за струјата и за осветлувањето и бараме итно да се стави точката на ред. Очигледно не е гледа колко итна ще има чекала от теплната седмица. И чекайте наред. И ако е повторно итна, повторно няма да се стане наред. Трябва да се поднесе, като човек процедура, да се поднесе по точка, да не се спремат материали и да разговаряме, да дебатираме пред основа на фактите. А не по-спротивно само да остане да се припомня. Сакам да разамна, да се върнем на дневния ред. Дневния ред на процедуралното прашање на съвета дадох отговор. Ако имате конкретен предлог за седмица, која треба да ја направи, на која ќе се присутни сите ръководители и сите директори, под точка 23 прашања и предлози, дайте го предлог ваш, се оставиме на гласање и ги знаме от сите съвета си да го поддржат, да обезбедиме мнозинство и ги одржиме на гласање. И сега какво? Предлог е немало. Конкретен предлог, ставаме го на гласање, усвоиваме го и вече ќе разговаряме за кој термин ќе одговара да направим гласање. Ако е решение на... Тебе с оглед, вземахте с папа. Ајде, С оглед на вековниот проблем што се провлачи една година, сметам дека на наредна седмица треба да се кажеме заедно со само за да си биде само за прашање. Аз со нив да разговаряме прашање и одговори со пристан, да видиме што е работа. Јас сум сигурен дека ако седеме ќе се разбереме. Ама така да си играме тук телефон, ние тук, таму и да добиваме одговори кои... Апсолутно согласен. Абсолютно съгласен с една предходна забележка на съветник Сашко. Не може вербални разговор да бъде заменен с официална кореспонденция. По-добро е да са присутниците, по-добро е директно да се отговаря на прашањата. Някой не може да се отговори одма. Ќе се чека отговор, биде писмен, говорете, ама генерално да имаме присутност и на предходни условия да разговаряме. И аз констатирам дека немаме доволна поддршка от обществената администрация за работа на совет. Това е факт. Натамо чекам предлози да видим какво ще бъде. Не само што имаме одговор на некои прашања. Имаме противно постапување. Не навлегувам во некои детали. Тие причини сметам дека треба да седиме да поразговараме. Дали одговори да се дава како недостаток на време, на знаење или недостаток на нещо друго. Добре, дай некој друг разговор, може да поведи. Само една процедурална забележка, ми по однос на това дали загрижеността от 5 минути или 10 минути, не е точно, мислам, това запис от 5 седмица, загрижеността е точка 2 месец. И втората процедурална забележка е, не ще кажа си председатели, ние се разправяме по дневно ред, така да можем по ваше пари и по пари на посредниците, по точка на дневен ред да дадем, да стигаме наредна седмица, стрикно само за прашање и предлози од следниците, тоа да се вршекува стратегија во записнико, доколку изгласане е нормално. И дека имаме и официјален документ, дека ние ще имаме обрска како совет, да закажеме една седмица, каде ще бидат присутниците ръководители и го точен термин. Ние сме транспарентни како совет, видиме на самите ръководители кога им одговара, на кој термин, место да им познато, за да можем да... Защото реално не са наши предложи бари, не са лични предложи бари, а са предложи бари, защото не ги следва да нас средяни дали по-поръка или Значи, съгласно с съответно да днешни консултации. Ама, како што кажахте вие, се върнем на дневния ред. Значи, повтаряме неколко солидни проекти и кажуваме и си окажуваме едни на други. Процедурата от член това е за подносение на точки на дневния ред. И дойде нова седмица и ние па-нано почнем да дискутираме за петата седмична дискутиране. Дай да се преземем по членове, да считаме по статут лице, да си подносиме точки за дневния ред. Ето за адхокинска администрация и тук да завършим по-остат, дебатираме какво трябва да работиме, не сме ни записки в следното седмица. Мисля дека трябва да продължим по-време. И да видим малко по-конструктивни,
Само ще реплика на Деян, защото значи все, що сме ние предложили в областта с деловни. Не, съгласно Не. Дава можност, ние дава можност да бараме да се користи, да не се разбереме лошо, дека ние бараме нещо надвор от деловни. Не, ами предходното това правихме може видоизменен и предходниот. Значи за истото го правиме момент секоја седмица и дојде нова седмица и не па правиме за нова, не сме постапили како што сме го укажали преку архива или преку се да си поднесеме дали е точка, дали предлог да било шо. Значи дај да почнеме да си работиме како што сакаме да работиме и што треба да работиме по деловнико, а не да кажуваме како треба фактично да треба да работиме. Истото се односи за сите. Значи не викам јас, ето Иван е пред мене или за Дејан, за сите. И да се држиме за дневно ред, да продължим, имаме 20 нешто точки, 40 точки, колко са? Прифати се, завърши. Чекаме се. Деян, ако завърши. Да. Значи, за мен, кажем мое мислене по председател. Много е по-добро точките да ги имаме 7 дена пред седмица и материали. От това сметам дека сите ще тръгнем от иста стартна позиция да се спремаме. А много е за мен, борете, съгласно си деловнико е пропишал кога може да влезе на точка на дневен ред. Ама трябва да се обясни итност на нея. Значи, не сме можели в предходния месец да предпоставим дека се случи това и сега итно мораме да разговаряме за нея. Това трябва да ни се деси една от 10 седмици, да речем. А не на всяка седмица допълнително итна. Имаме време от сега до наредната сите тия допълнителни итни да не бидат толкова итни, да си бидат по редовна позиция. Да се спремаме, да дебатираме, да държим. Може да за отгледани точки трябва комисии. Не можем и директно на сорта. Може да трябва комисии. И там да ни се доразясни работата, ще се даде дебат от съветниците. Това е мой апел до вас. Значи, да не одиме, да не злоупотребуваме възможността от додаване на точка на дневен ред пред самия сорт. Тук да се насочиме, ако е истински, искрена желбата да се разговаря за някоя точка, да я почитуваме процедурата и да оставим в общинската администрация да ни спреми материали и да можем да разговаряме. Окей, не може да продължим с работа, ако се съгласим. Значи, я затварям разправата във връзка с дневния ред. Уж една ще питам, дали някой сака да оставим на гласа на неговия пред. И ако сметам дека, въз основа на дебата, мисля дека изцапахме възможност, дека е абсурдно сега да ставаме точки, за кои нямаме деловна информация. Може би от 20-та точка ще стигне отговор за успокоението на пращането на координатора на следващия група на документ. Да. Добре. Айде сега да затваряме разправата. Само едно уточнение. Не съм сега да не. Уточнение едночко. Значи, ние, за да можем да зададем точка на дневен ред, насите ми ясно дека трябва да имаме информация и трябва на нашите прашни люди да се отговорва, за да имаме мисления. Да. Ние, ако нямаме мисления от общинската администрация, мислят по процедури и по деловник не можем да тръгнем точка на дневен ред. Да. Само това трябва да започваме и започваме да се знаем. Тя продължиме тази дебата, която имахме, тя продължиме до точката брой 23 прашени предлози, тук да ги дадем всичките предлози и своите видувания, какво да го надминуваме. Дали ќе биде нова седмица, дали ќе да пробваме да подобриме комуникацията с ръководителите и общинската администрация и гражданите. Добре, я затварям разправата, бидейки никой друг не разбори. Я затварям разправата в однос на дневниот ред и истиот оставам на гласане. Ве повикувам да гласаме. Кой е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 9 гласа за и 9 гласа за и 6 против. Усвојување на записник от 14-та седмица на Советот на општина Белчев. Отварам разправа по оваа точка. Дали некој глас? Овојна. Може да ви забележка, дека кажахме до пред разправа, дека имаме одговорени прашања, на кои што не стараме, бараме да одговорим. И после пак накнадно на како следващи прашања. Друга забележка нема. Дали некој друг разбор? Не, бидејќи никој друг нема разбор, го ставаме усвојувањето на записникот на гласен од 14-та седмица на гласен. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека записникот од 14-та седмица на Советот на општина Белчево е со 14 гласа за и 15 гласа за. Точка број 1. Предлог одлука за давање на трајно користење на јавното комунално предпријатие Брегалница Белчево на возило за компактирање со задно полнење и веко. Го повикувам разлагачот Ана Сетновска Димитровска, советник, одговорен ръководител во општина Белчево, да ни образложи точка.
почитувани съветници, пред да започнем с образложение, на първа и втора точка, ќе ви кажем дека образложението ќе се однесува за истите, мислам за двете точки заедно, а вие ќе си ги гласате потоа поединечно. Со договор за даване на трајно користење на движни ствари од 15.9.2022 година, Министерството за финансии како давател на движни ствари и ги преотстапи на општина Делчево без надомест следниве движни ствари. Возило за компактирање со задно полнење и веко дейли со капацитет од 4 кубни метри во вредност од 5.168.305 денари и 169 контейнери, метални контейнери за резидуален отпад текстил со капацитет од 1100 литри или 1,1 метар кубен, или вкупната вредност на двете движни ствари е во износ од 7.717 денари 565 денари. Движните ствари се целосно набавени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија како договорен орган во системот на децентрализирано управување со инструментот за предпристапна помош, а согласно одредбите од договорите за набавка на опрема од проектот Подршка во воспоставување на регионален систем за управување со отпад, снабдување со опрема за собирање отпад во источниот и североисточниот регион фаза 1. Овие движни ствари се внесени во евиденцијата на основни средства на општина Делчево, меѓутоа во член 4 од овој договор општина Делчево има обврска да го задолжи јавното комунално предпријатие Брегалница со овие средства. И затоа е потребно да се донесат одлуки за давање на трајно користење на јавното комунално предпријатие Брегалница и за возилото и за контейнерите, со кои одлуки јавното предпријатие ќе може сметководствено да си ги евидентира овие средства и понатаму да си ги користи за намената за која се набавени. Толку од мене, ако имате прашање. Благодариме на образлагачот. Отварам расправа по точка број 1. Дали некој да збор? Поведива. Јас колку што слушнав, јасно од крај набавено колку кошта, јасно нели веќе дадено користење, тоест дадено е да се користи за доволно регенти и за да користи јавно комунално предпријатие. Има ли препишено, значи, со акт колку на јавно комунално предпријатие е должно да се види самото возило и дали е во можност исто да го сервисира, дали има нели тој документ кој ќе... Да, има си договор за издавање на трајно користење што е подпишан меѓу Министерството за финансии и општина Делчево и има во член 4 примателот на движните ствари има обврски, значи ние да имаме обврска да го задолжиме јавното комунално предпријатие Брегалница и тоа да ги користи движните ствари исклучиво за намената, да ги внесе во евиденција, во сметководствена евиденција, да ги одржува движните ствари согласно утврдените законски норми и да постапува со движните ствари согласно законските норми. Сега примателот е должен да ги исклучи во сите тие обврски што му се дадени со договор. Има ли много били некоја финансиска обврска? Не, значи без надомест овие средства, овие ствари се без надомест. Значи ќе бидат дадени на трајно користење на Брегалница. Што е намената си е за унивното предпријатие. Не, мисля, што веќе се дава, како што кажат, треба да биде внесено во самото агенција, представам дека некој дан, може некој дан треба да се плати представам во Да, како вредност, веќе го имат во основни средства, иначе нема никаква врска. Дали некој друг разбор? Не, бидејќи никој друг нема разбор, јас затварам расправата по оваа точка, истата е ставам на гласање. Гласаме за избавување на предлог одлука за давање на трајно користење на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево возило за компактирање со задно полнење и веко. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека оваа точка е усвоена со 15 гласа за. Точка број 2. Предлог одлука за давање на трајно користење на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево на метални контейнери за резидуален отпад. Образлагачот не образложи точката, доколку некој бара збор, може да се поведе просто. Ова е предлог одлука за давање на трајно користење, на начин на користење веројатно во Први да, ама знам дека има и за разселени предпријатија. Добро, добре. Ајде да се бара збор. Не, никој друг не бара збор, затварам расправата по оваа точка, истата е ставам на гласање. Гласаме за избавување на предлог одлука за давање на трајно користење на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево на
Метални контейнери за резервувален отпад. Кој е за? Против? Нема. Председателя Сенко да пренесеш на директора, значи, пошто сите 15 седмици гласа за домакински ги чуи возилот и Точка број 3. Годишен извештај за работата на детската градинка во година 2021-2022 во заклучок за усвојување. Да повикувам директорката Милјана Симовска, директор на детската градинка Данија образложи. Добар ден. Председателя, почитувани советници. Законска обврска е на директорот на детската градинка до основачот, до општината, до советот, до Биро за развој на образование, Министерство за труд и социјална политика да достави годишен извештај за работата на установата, во кој се вклучени во овие сите поидовни основи организација на дејноста, организација работно време, услови за работа, реализација на годишна програма за работа, реализација на јавна културна дејност, здравствена дејност, соработка со родителите, следење и унапредување на загрижувачката и воспитно-образовната дејност, реализација за планот на работа на директорот и стручните работници, реализација на проекти и реализација на материјалното финансиско работење и заклучни согледувања. Годишниот извештај за работа на градинката, како што кажав, представува законска и статутарна обврска на градинката и ја презентира состојбата во врска со организацијата и реализацијата на целокупната дејност. Целите и задачите кои беа поставени со годишната програма за работа на градинката во смисла на создавање и обезбедување на оптимални услови за успешно згрижување и воспитување во воспитната 2021-2022 година беа целосно реализирани како во квантитативна, така и во квалитативна смисла. Материјалите од извештајот би се доставени, за да не ја одземам време да презентирам целосно по точки, повелете, доколку имате прашање, ви ставам на разполагање. Благодарение на разлагачот. Отварам расправа по точка број 3. Дали некој од советниците бара збор? Директор, сакам да прашам, сите ми е согласен, што се случува со проектот со објектот број 3 во село Разловци, колку плата земааше вработените и што е моментално со тој проект, докаде, пошто сега знаеме што се ситуацијата каква е таму, па сакам да знам што се случи со вработените и колку плата земааше за кога беа ангажирани за тој временски период. Почитувана советничка, јас претходниот совет ви информирав дека моментално објектот број 3 не работи. Ви објаснив и зошто, се сеќавате. По однос на другите прашања, ќе ви доставам писмено. Добро, ние тогаш кога беше предложено да се отвори објектот, бевме со целосна поддршка, меѓутоа и тогаш нагласивме дека проектот е за поздрав, но со дека не издржи, дека ќе биде резултатот сега тој што ни е моментално. И сега за џабе се фрлени инвестиции, што е со обработените моментално, бидејќи и тогаш нагласивте дека се обезбедени средства од Министерството за труд и социјална политика. Дали сега тие се оставени? И јас ви реков дека писмено ќе ви одговорам, меѓутоа еве за да ви олесни, не сум рекла дека се обезбедени средства, тогаш кажав дека согласно систематизацијата се обезбедени работни позиции, кои што ќе треба да бидат финансиски одобрени од страна на Министерството за труд и социјална политика. Така. Тогаш во тоа време беа ангажирани вработените постоечки. Ротира во форма и на воспитувачи и на негователи. Имавме ангажирано еден неговател од селото и еден од помошно-технички персонал, меѓутоа негователката сама си даде отказ. Така да понатаму за некои други работи, плати, било што, ви молам писмено, ќе ви одговорам што и како, мислам дека нема потреба да излегува како во јавност, бидејќи вработената која што била ангажирана си подпишала договор и го прифатила тоа. Добро, работената наведена е причина која е останала дома или пошто имам информација дека
Значи, Да не ги пречупваме. Още има информация дека не е била платена по закон. Сега се прашам и колко плата вземала. И договорът кој го подпишава незаконски. и договорот со нејзин подпис е незаконски советнички. Не, договорот мора да е законски, меѓутоа имам информација дека износот кој е бил направен како плата не е бил. А зошто прифатила да подпише договор со толков износ? И дека си Кога веќе разговараме, Ајде да не биде на ниво на молам. конкретно прашање имате, дел е одговорено, дел ако треба писмено. Ако сметате дека треба и писмено ќе ви одговорам. писмено за това што Мислам дека нема потреба. Ми достави писмено за износ. Во делот на платата, доставете официјално до ОИУ ГГВ Сели Цветови делчево, побарайте информација од јавен карактер. Ако законски ние треба да одговориме износ за плата на договор кој некој го прифатил и го подпишал, ќе ви одговориме. Доколку законски не смееме да го направиме тоа согласно закон за заштита на лични податоци и информации од јавен карактер, нема да ви одговориме во јавно. Јас само прашам што се случи сега со вработените, дали Па нема деца, нема вработени. Затворени објектот. значи не функционира и има Ви кажав и претходната седмица дека Има објектот повеќе деца во работа, објект веќе има и ќе се стартува повторно. Ако нема деца, нема да има вработени, јасно. Да не сведеме дебатата на добро, но ние тогава и министрата да ја водихме и бехме јас и колега на гласник на директорката. Пак ја води некој има деца, дај Боже да има деца. Да бидат ослободени тие дечиња од надоместо по паричен, вие тука сите рекате дека ние Се сме обесправили другите нешто. Ама ете, можевме првично за прв пат да им се дозволи тоа, па после да се поведеше паричен на надоместо. Ајде и да завршиме со дебатата малку да издигнеме на повисоко ниво, да не биде Тоа е битен проект. платата на гостувачката е многу битен проект за водиш извештај на работа. Проектот што се отвори е битен за селото, за това треба да биде повторно функција. Разговараме за извештајот, подоцна во програмата, ќе стои во програмата во извештајот, да стои дека работеше во таа време објектот и имате во извештајот. Во делот на дечињата и во делот на бројот на дечиња, тамо и во делот на материјалната состојба на дечињата кои што посетуваа градинка во Разловци, не сакам да навлегувам, бидејќи како што кажа председателот и други тука дечиња кои што ги донесуваат и плаќаат родителите па и со една минимална плата, значи не сакам неправедно да се однесувам према родителите, согласно правилникот кој што го имаме, ослободување од плаќање партиципација е на самохрани родители во вистинска смисла на збор кои што се корисници на гарантирана минимална помош и издадена потврда од Центарот за социјални работи. Тоа стои во правилник кој што е издаден од страна на Министерството за труд и социјална политика и ние строго мораме да го почитуваме. Така да други ослободување и обесправување сите тие дечиња кои што веа таму, 80% од нив има една плата примање од конфекцијата која што работи во село Разловци. Така да мислам дека тоа не е причината. Ви објасних и предходната седмица што е проблемот, така да се што друго ви интересира, вратите на мојата канцеларија во установата отворена, повелете конструктивно за секој добивна информација. Благодарам. Дали некој друг вади? Повело. Јас по отношение на гласовете ги озвучен на Комисията за финансирање и бюджет. Обично сакам да ги разбавам со бројки и од целата документација што ми се представува до нас като советници. Можно да направиме компаративна споредба со 2020-2021 година. Значи, во фискална за 2021 година сите 4 квартали имате потрошено 926.970 дена. Парични средства од самофинансирачки активности додека за текмата за 2022 година, затоа што втори квартал, односно до 36.2022 година, вие основно на договорни услуги имате потрошено 1.246.556 дена. Или поточно имате значително зголемување на оваа ставка за појдив на парични средства по основно на фискална за 2022 година. Од овие податоци не имам како советник и кои се трансферени имаме недостатни совети. Моето прашање е следното. За кои договорни услуги и потрошите овие средства и за фискалната 2021 година и за текуната 2022 година, започно со 36.2022 година, и барам од вас да ми доставите копија од секупна документација во достап на
на којот исплатено и парични средства од самофинансирачки активности на детската градинка, односно од пари на регионите ние ушки платиме, од регионите на држава, што платиме за издржувањето на своите деца во детската градинка. Ще нагласувам и за 2021 година и за 2022 година, заклучно со вториот квартал. Законот колку можеме, колку треба и колку мора, и имате големото видово тоа на крајот на годината кога завршени сметки за установата. Таму има се наведено, меѓутоа сакам една работа да потенцирам. Кога во август или септември на почетокот јас доаѓам да барам од вас поступа за проширување на групите и зголемено број на деца во групите, вие не напишувате кои ги чувате. И вие гласавте за зголемено број на деца. Ама 30, 27, 25 деца во групите. Дали може точки еден на двата да ги гледаат само срочни? Договорните услуги се за персонал. За ништо друго. Договорни услуги се исклучиво за плаќање на дополнителниот персонал кој што мора да биде присутен за работа. Конкретно за преводот кој што јас потенцирам е за заклучно вториот квартал. Вие за преводот за кој што сега да не прашувате, за кој што јас го фал неформално, го разделим на советник, се унесува на третиот квартал. Така да ние сега разговаряме, тачен колични конкретно на един заклучно со 36 преди 22 и 36 преди 21 година. 8 месеца во третиот квартал. Односно на договори За работни. процедурално. Значи, процедурално дискутираме за годишни извешни за работата на месец септември. Дискутираме за финансови извешни. Значи, тие прашања може да се постават во последната точка, 27 прашање на години. Согласно на дека исти прашања ќе бидат, ако е потребно, ќе бидат доставени на следното прашање, за да бидат договорени. И второто ни прашање е основ на стоки и други услуги од самофинансирачки активности за цела 2021 година. Повторно е на Законот на финансиски оддел, ќе го поставите по точка 23 прашања и за што е на дневен ред за даден момент да имаме годишни извешни за работа. Без освет на финанси. Немаме по даден материјал, Немаме обврска ние тука, завршна степен, немаме обврска, кој Значи, ќе го да го разговараме по прашањето да ги избегнеме од тема. Ние треба за годишно извешни. Дайте ми друг разговор. Не, идете ви друг нема разговор, затварам разговора по оваа точка и истата јас ставам гласам. Гласам за годишни извешни за работа на детската градинка на месец септември за отпуската година 2021-2022 заклучок за усвојување. Кој е за? Против? Нема, удржани. Констатираме на точката усвоена со 8 гласа за и 7 удржани. Точка број 4. Годишна програма за работа на детската градинка на месец септември за отпуската година 2022-2023 година. Заклучок за усвојување. Ником не подпишани објект. Ранното детство е важно за статутниот развој на личноста, теориите и истражувањата укажуваат на значењето на ранното детство за интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој, а со тоа и на важноста на организираното создавање услови за тој развој. Суштина, ние се позаимуваме од нашите деца. Оно што ќе се случи со општеството обвинено во голема мера зависи од мудроста која ја пренесуваме на нашите деца. Теоријата и практиката го промовираат холистичкиот пристап и поттикнувањето на раното учење и развој кај малите деца. Обштествените процеси на демократизација се рефлектираат во воспитно-образовната работа со децата од предучилишна возраст и бараат доследна практична примена на стручно-научните сознанија, како и доследна примена на хуманистичко-теоретскиот педагошко-психолошки процес во толкувањето на детската личност. Како што и претходно во извештајот тази напорна или за програмата законска обврска ние да ја донесеме до 30 септември на управен одбор и во таа иста програма се точките подредени по ред. Во овој
преподавачката дейност, стручно педагошко совршување на кадарот, проценка на потребите на градинката, здравствена заштита на децата, јавна и културна дейност, соработка со семејството и другите организации и институции, соработка со локалната и општествената седница, соработка со родителите, преку советувалиште, подрачје на промени приоритети, цели, проекти и проектни активности, ручно усовршување на работените и материјална политика и финансиско работење во практика. Повелете доколку имате прашање, материјалите се работат. Включително председател, включително строител. Знаете дека сме почнало всяка година е било стипендии на одлични ученици во две категории, односно 14 стипендии на одлични ученици, кои учат по Средното општинско училиште Педагогически институт во две категории. Општина Делчево додело 8 стипендии на ученици од Средното општинско училиште Методијски институт Делчево кои постигнале особено високо учењето. Стипендиите ќе се доделуваат на редовни ученици од 2, 3 и 4 година со континуирано одличен успех од учители во 5 година, кои во претходната учебна година освоили најмалку една награда во поединична категорија за освоено прво, второ и трето место на државни и регионални напредови. Износот на месечната стипендија 1500 денари од ученици и учениците исто така ја добиваат месечно за период од 9 месеци во текот на учебната 2022-2023 година. Средствата ги се издвојуваат од буџетот на Делчево за 2023 година. Изборот на ученици кои ќе добиваат стипендија ќе се врши од страна на заедничка комисија составена од представници на општина Делчево, Советот на Делчево и од СОУ со Делчево кои ќе ги утврдат критериумите и ќе распишат конкурс за добивање на стипендија. Благодаря. Otvaram raspravu po točki broj 5. Dalje otvaram blok. Ovo ima. Наш пак от свет, колкото не е да ще било много лесно мнение, е дека станува збор да се пише не го самата одлука, станува збор за учените, които се особено талентирани, т.е. имат заслужено државни награди или прво второ место. Лично сметаме дека оваа сума од 1200 денари за 9 месеци е, т.е. по 1200 денари во 9 месеци годината е мала. За да не биде популистичка мерка, ние имаме точка на дневен ред и ребалансен бюджет, така да имаме информација транспарентна и кажеме точно од каде може да кажем конкретен предлог и кажем од која ставка конкретно во бюджетот на општина Делчево може да се преходат средства за да се реализира оваа наша одлука. Значи, наш предлог е дека предлог одлука е дека по 1500 денари треба да бидат зголемени за уште 1000 денари или поточно купниот износ за месечна стипендија да биде 2500 денари ученик и истата ќе ја добиваат месечно за период од 9 месеци од текот на учебната 2012-2021 година. Средствата исто така да се добиваат од бюджетот на општина Делчево. Ще предлагаме ние дека овие пари средства да бидат обезбедени од износот за предвидени за акредитации во дел Г1 и градоначалник. Таму, ако пресметаме точно, значи 9 месеци 1000 денари, т.е. 9000 денари и 8 ученика, т.е. негде по 80 денари. Смисъл нека ставката,
при градоначалник, за реализация е горе-долу писта, да трябва да имаме насочен на Росен Делчев да помогне Еви да бъде конструктивен, за да помогнем на место да се вършат пари по капани и за непроцентни средства да дадем един плюс на нашите ученици, които имат да кажем особено резултати и успех по текот на учената година. Криза, от която трябваше да излезем и нова криза да знаем. Имаше период на закрепна економика. Сите общи, сите комунални предприятия, сите предприятия. Да не ви кажем колко износ е толкова, ще има само явните предприятия, само общини. Значи, да не кажем, че общините се прибира на бомба. Заедно с да не се разхвърляме със средства. Мой предлог е да не се разходваме с средства, там където не е баш най-добре. Добре да се отделят учениците, добре да се помогнат финансите, сметам дека мои стави дека по-или да разходят се добре. По-или. Но само окружно. Представете точно вика пошли. Аз наистина не един от там, това е нещо много. За първ път в държавата. Тук е факто, дека сите граѓани имат тешкотии со пребивањето со самата криза. Јас верувам дека нема луѓе кои што нема проблем на самата дизајна кај што да ги помогне своји деца да ги мотивира за да учат се повеќе. Мисля дека 1000 денари на основ на това, защото за се върши пари по бюджета на община Делчево, за големи и не е никой ясно. Согласно се дека, може би, градоначалнико не трябва да ги вземе пари на градоначалнико от посла на презентации, но не трябва да забравяме дека имаме ние репрезентации и по другите програми. Значи имаме репрезентация и послуг на Совет, на основно образование, на средно образование, репрезентации по повече програми. Така да можем ние, като Совет, за дека е в рамките на нашите належности, можем да ги разгледаме с репрезентации и да видим там, къде ще е стварно непотребно. Да се съгласвам дека трябва, не се пречи да съгласвам, но съгласвам се, но мисля дека се трябва да съгласим дека ако скатиме от сега е по-малко, всичките тези програми, които ще предлагат в бюджета, чак е повторно, средно основно образование, детска градинка, градоначалник Совет, мисля дека можем с тези денари да ги изнайдем, за да уведат чиния да ги мотивират допълнително, а и другите чиния, които те се бидат река за други деца за година, се чуват все повече и повече, за да видят този модел на студентни ями. Това е.
мисли да разговаряме за правите. Може би може би имаме план за другите. И ви остане за промяна точка. Само да кажа, мога да видим едно правило. Разговаряме за повдигане, мога да разговаряме за повдигане на безправие. Това е вече ставката, нас се съгласим по-добре. Знаете, презентация да се бъде закон мислят на явно, прекратението да знае. Просто много не дължим на разговаряне на бюджета около 20 лева. Не са около 20. Кои? Се намалим на това. Трябва да кажем условието на общината, значи определените причини, годинашно и за репрезентация 20 лева. Условието, пътуването на условието, на председател на условието, всеки път се труда и до сега на всички пътувания, които съм поканени, всички начини, които съм поканени, в рамките на условието, за интерес на гражданите, всеки път отделно на условието. Не мога, имам право да поддържам такива резултати. Съвестта не дозволила моя да почне да ги средства на влияние. Чакам да кажа, че словото е сведен на минимален трошок. Ако той е трошок, не можем да отделим ние. Не са значителни средства. Тези средства ги поискаме за една годишно условие, годишно ниво да направим чудовито. Ако е вашето да ви кажем, да ви кажем, не може да пресовете да го направим и просто да се соберем на друго време и се соберем. Ако е вашето да ви кажем, ние имаме тези 20 дена няма нищо да смена по големо е процентите, големо е на наградното стипендия. Дай някой друг важен. Оли бъдеще. Почитувани съветници, във връзка с точката за натрупване на стипендии, Държавна комисия за седмица на Комисията за явни дейности. Комисията за явни дейности не поддържа седмица на 26.10 и ги разгледа точките, защото експертите на точката не са готовани за задоволение на стипендии на отлични ученици и студенти в две категории. По разгледването на материала по точките от дневния ред, Комисията на членовете на Съвета на община Дълчево им предоставя следния извеща. На седмицата на Комисията присъства 4 от 5 членове на Комисията. Присъствните членове на Комисията по дискусията едногласно гласа за, со забележка от някои от членовете, дека сумата е мала и ако се може да се спори. Аз ще изговорим за конкретно образование в община Делчево. Значи, колко община Делчево инвестирало ученици. Знаете ли гласате за запишуване в първо година на всеки правоъграничен се дава от тези години. На провинциите на генерацията, на троица провинции на генерацията в двете общински училища и в община общински училища се дава стипендия за провинции на генерацията. Потова се дава награда на пътуване на 10 най-добри матуранти от Средноточинско училище на Димитър Скрипицо и курсове и стипендии, които се добива на отлични ученици от две категории. Разговаряйки учителни съветници по по-големи общини, що даваме ние като стимул на нашите ученици в Делчево, ни се чудат на таква мала община, блокирана община, влакти, награди за стимул за учениците да даваме ние по големи общини. Значи, по този разговор ние водим на семинари и така нататък, ви се чудат и кажуват браво на това, що вие да подивувате на учениците в община Делчево. Аз се съгласувам за сумата да ви даде мала, но и вие се съгласите на трошковите, които ще видим в община Делчево, но стимул, който ще го дава община Делчево за учениците, мислям дека не е за подпълнуване, не е видите, ние се работи за политика, се работи за ученици. Това е една работа, която сакам да напоменам во скоп на овие стипендии. Знаете, дека и Министерството за образование доделуваат стипендии на отлични ученици, така да и наши ученици конкурираат и во Министерството за образование. Еден от критериите, които комисията ги донесува, да
ученикот да не добива друга стипендија од друга институција. Така да и ученици, например, кои што ќе дојдат од нас, обично конкурираат во Министерството за образование, а и во Министерството за образование оваа година заради самите криза што имаме, остана истите 3200 денари се получили за студентите 6050 денари. Така и остана и оваа година. Значи, сепак сакаме едно такво образование на работа со стипендии, за да бидеме најасно дека не се само стипендиите овие, него се дават други стипендии со училиштето. Ајде да го разбор. И никој друг нема разбор. Да се барам разговор по оваа точка, истата е ставам на гласен. Гласаме за точка број 5, предоговор за задоволување на стипендии на одлични ученици, средно ученици, некои други точно постигнале особено висок успех во учење. Кој е за? Против? Нема, слушање нема, постигнале во точка да својно 15 гласа за точка број 6, предоговор одлука за задоволување на стипендии на одлични ученици, средно училиште, некои други задачи. Делчево дело 10 стипендии ученици од средното општинско училиште на Вицо. Стипендиите ќе се доделуваат на ученици од 2, 3 и 4 година, со конзумиран просечен одличен успех 4,500, ученици чии родители се невработни, со ниски месечни примања и пак социјални случаи. Износот на месечната стипендија е денари, ученик и учениците ќе добиваат месечно за период од 9 месеци од текот на учебната 2022-2023 година. Средствата ќе се добиваат од буџетот на општината за 2023 година. Избор на ученици кои ќе добиваат стипендии ќе се врши од страна на заедничка комисија, составена од представници на општина Делчево, Советот на општина Делчево и од СО Бриксо Делчево, кои ќе ги имаат претендименти и ќе распише конкурс за Некако што кажа претходно, некој се ще образува за това. Имаме конкретно точни и конкретни предлози за секој една одлука, основен збор за стипендиите. Конкретно по оваа одлука ще става збор за ученици кои што се постигнат одличен успех од 4,5 до 5 и чии родители се невработени со ниски месечни примања или по социјални случаи. Според мене не би износот на овој износот од нешто стипендија е многу мал. Или сметаме дека истата треба да е зголемена, значи тоа е законно зголемена или подошно 2000 денари по месец и по ученик. Или финансиски тоа би изгледало дека 19.000 денари се 90.000 денари. Од 10 ученика тоа се 90 денари, значи е вкупната рамка за која што треба да биде развидена допълнително, а која што јас ќе може да најдеме, а бюджетот на општина Делчево. И апсолутно оправдано. Да сакам да замалам по оваа точка, особено кој што има збор за равни категории, а за добри ученици, а за одлични ученици, тој пат мојот дело да остане на гласење, тоа што е држан. Предлагам, не посече друг на работа това не, пошто за си знаеме дека пред економската криза, која затвори приборите и целиот свет, главначалните денеси одлука дека дневници и платни точици на общинската администрација нема да се исплата, да се исплате. Сега, по сега период, истите дневници и платни точици се платени назад, така да сметам дека односно таа ставка, мислам дека има средства кои што може да се изнајдат за да може да биде средства 90 денари да се победат точно и повтора од ставката која што ги предвидува платни и поручици на општинската администрација. Госпожа вие беше сам председателят и јас мислам ние се сотрудниците дека да може Советот на општина Делчево да платува на собствени средства на обуки, на договорба, на задолжителни средби,
Мислам дека самата општинска администрација треба да се скрати од своите бенефиции, т.е. од своите средства, и исти тези средства да бидат наменени точно со дофинансирање во ова предлог кој што е доставено од Ovo zadre, znači контрреплика на координатора за вече група на това допълнение. Стана сбор за стипендии, които биват изплатени до 1.1.2023 година. Що значи дека за 2023 година тие ќе бидат во буџетот планирани за 2023 година. И не можете да кажувате вие финансиската конструкција од гледате го ребалансо, од платните сметки или од репрезентација. Па може би во буџетот за 2023 година нема да има дневни и платни трошки. Така да не може да го планирате вие. Тие са стипендии от 1.1.2023 година. И тие се планирани за бюджетот во 2023 година да ги планирате. И не може ли да кажувате со бројки дека треба да се скрати од тие репрезентации, од тие патни, од кои патни, може во бюджетот да не плати и патни, и репрезентации, и не ги даваха разходи непродуктивни. План за реплика. Особено и драго на такво наше размислување, затоа што ние гледаме дека веќе се движиме во најурна линија, во Совет, обща задачност и програмно се тука на срцно. Ми гледаме потреби дека за 2020 година при финирање на буџетот, пошто ние ги гледаме дека учесници во самото обновување на буџетот, треба да бидеме апсолутно предпазливи. Баш оваа стапка која што е предвидена за патни кожници на летна и патни дневни, да биде казано видно, т.е. уште мотив плюс, ние сега во Совет да донесеме одлука баш по планшот предлог, т.е. истите овие дена да бидат зголеми за војно кој за 2011. Значи нямаме ние финансска конструкция, координатор. Значи ние може да предвидиме во буџетот, а не знаеме колку им ќе видат, дали ќе има партија, дали ќе нема партија, дали ќе има репрезентација, ќе има репрезентација. Ако каже, значи ние ќе го тригаме буџетот. Благодарам. Сашо говори. До координаторот на съветничката група на ССМ, значи, кога ќе се носи буџетот, вие ретро ќе се повикате дека постапката за добивање на стипендија е завршена, знаем да сме совека работа да секогаш, и ќе кажете, са за тая година са планирани работи и ние не можем да ги изборим. За това, че не може да знаеш, што ќе кажем. Почувало за това ще ќе кажем. Не знаем. Не, обективно постоят причини, значи да се повика да каже дека областот е завршен, конкурсот е завршен, учениците са пријавени, нема потреба да зголемување. Затоа ние пред време најавуваме дека може би треба да се размислува за зголемување и на сумата, и на бројот на стипендијанти, и на висината на стипендијата. Абсолютно сите сме согласни дека тие финансни средства треба да се повикат. И това абсолютно јас нема да го подржам тоа предпоставка. Вашето кој предлог предвидува кратење на средства од 2020 година за 2020 обратно. Од 2020. Кој да, не соодветствува предлогот на кратењето со одлуката на временското предлог. Од друга страна сакам да истакнам нешто. Цена го домакинското размислување и размислите кои одат на сите советници во кратење на непотребните трошоци. На општинската администрација особено. И ќе видите во следните точки дека советничката група на Социјалдемократска коалицијата размислува во таа насока. Не да чека до година. Предложениот ребаланс да воведе домакинско работа. Оценено е, направена анализа, направени се видување дека може да се скрати, дека да се штеди. И ќе ги разговараме кога ќе дојде буџетот и ребаланс. Односно ребаланс прв, а буџетот не. Апсолутно се согласувам, мислам езиките се власти. Треба и мора да се води ред, дека тие нели патни трошкови мора да се патни трошкови. Возилови, али дневниците да ги сведеме на минимум, односно да се използват. Апсолутно се согласувам. Точка да кажем да нема да подржаме во
Дали е друг разговор. Бидейки никой не разговори, а затова аз съм това точка иска да става глас. Гласа да договори на предходното, да договори на системите на отдъчни ученици, и след това в училище майчените сте ви подалчи. Кой е за? Против? Няма. Въздържани? Констатирам дека точката е усвоена с 9 гласа за и 6 въздържани. 9. Точка брой 7. Трето хора за задоволение на стипендии на студенти, които избират на държавните университети на Република Северна Македония. Отговоримо на начин, това не е отговорство. Уважаеми председатели, учител председатели, учителни съветници. Община Делчево доделува и 10 стипендии на студентни студенти от Делчево, които студираат на Държавното университет в Република Северна Македония и създател в две категории. Община Делчево доделува стипендии на редовни студенти във всеки студийски години на осми права со континуиран успех над 8.00. Студенти, чии родители са невработени, со ниски месечни примения или пак социални случаи. Износот на месечната стипендия е 2000 денари, студенти и студентски иската ќе ја добиваат месечно за период от 9 месеци. Од текот на студиската 2022-2023 година средствата ќе се издвојуваат од бюджетот на Делчево за 2023 година. Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендии ќе се врши од страна на заедничка комисија со останалите представници на општина Делчево и Совет на општина Делчево, која ќе приправи критериуми ќе разпише помощ за студентите. Благодаря. Отварям разправа по оваа точка. Дај ми кога збор. Овој имам. Само да важно да ви благодарачо. Все това, що се прави, е за поздравление и точно е дека въобще не дължа се случване стимулиране на ученици. Фактът е дека и го има лишки община и Македонска Каменица. Сега спомна, исторично по-малко община има експанзия, дори малко по-голема. Защо е да комуна, че точно община Македонска Каменица е по пример сега в оваа точка. Например, е следен. Колко има сме во предвид дефицитарните кадри, кои што ги сочиме и војни. И алудирам примерно на има недостатък, сега импровизорно разговорено. Имаме недостатък на химичари, имаме недостатък на физичари, имаме недостатък на математичари, имаме недостатък на машински инженери. Дали самата студия се предвидени тие дефицитарни кадри, кои што община Делчево реално најавно репелски ги има. За некои ние реално имаме нели сознание и тоа се кадри кои што се дека поврзани со општинската и со државна администрација, социјална администрација. Таа за некои кадри ние имаме и точно вид кои кадри што ни треба војнина. Како што беше направено во Македонска Каменица, видеа дека има потреба од машински инженери и самата општина допълнително дава стипендии на ученици кои што да се пишат нели на научи кој што е во сега дома отворен за машински техничар. Само во тој дел ми е прашање дали се предвидени некои испитувања и дали предвидува самата одлука такви предвидувања, т.е. дали бидат вклучени допълнително дефицитарни кадри. Т.е. будувањето кој што ги биде правено, дали ги предвидува некои дефицитарни кадри кои што се потребни на самата општина. Точно не општината ги финансира, дали општината има предвидено некои такви импликации кои што бидат допълнително вметени. Значи, общината не предвидува за дефицитарни кадри, бидејќи тоа, ако е тоа прашање до општинско ниво, јас абсолютно че сигурно знаете, вие сте млад човек, дека тоа прашање до дефицитарните кадри во државно. Бидејќи на факултетите, на другите факултети, поготово математичари, физичари, тоа не се запишува, јако се запишува, тоа информатика и така. Значи, тоа е на државно ниво, во кој што државата се случува со проблемите. Ние втората точка е дека за овие студенти кои што се на никој просек. Во втората точка е въпросен, сега е одговор на това. Што се мислено прашањето, тоа е на ниво на држава. Ние да се случуваме со дефицитарни кадри, се случуваме со проблеми, сега да ви кажам дека нормативот во гимназијата ги исполнува, согласно нормативот државниот работник.
биологичен, со хемичен. Това не е начин. Ние можем да стипендираме колко сакаме овие дефицитарни кадри. Но кај да ги најдем? Значи, имаме точки на дневен ред, предлог одлуки за доделување на стипендии за државните факултети и за средното училищно лице. Значи, това е план и програма за работа на школите. Значи, ние тук не можем да делуваме. Имаме конкретни предлози, предлог одлуки за доделување на стипендии и висината за стипендиите, кои ќе бидат и кои са условите. Мисля дека треба да се држиме по точките на дневен ред. Значи, за други точки мисля дека не треба да ја шириме темата за разговор. Што е процедурално. Да. Има този дел, мисля дека за това има необходимо насока да се стимулира и да се стипендира конкретна дефицитарна структура. И мисля дека евроангажимент на земјове, мисля дека ако некој ќе отиде да прави живот и вода, ама излагањето него беше мисля дека е голям проблем. Дай ми некој информација. Или координатор. Hvala председателе. Значи, во одговора некој се гледаше бил на координатор на съветничка група на Водно да поманем некои дефицитарни кадри, например математичари, физичари, што знаме имаат стипендии од државата по 100 евра, втората година по 300 евра, значи тие се дефицитарни кадри, така да државата се грижи за них. Коли сигурно нема тука кај нас да поднесат за 3500 дена на страна. Значи, државата се грижи за них и дава првата година 100 евра, после година втора, трета и четврта година мисля дека се по 300 евра. Дай некој друг разбор? Не, бидејќи не има разбор, затоа расправа такова точка. Истата ја ставам на гласање. Гласање за усвојување на предлог одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат во државните универзитети на Република Северна Македонија. Кој е за? Против? Нема. Одржани? Констатирам дека точката е усвоена с 15 гласа за и 1 воздržан. Точка број 8. Предлог одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и постигнат особено високо успешно одделение. Благодарам председателе. Општина Делчево доделува 4 стипендии на редовни студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнали особено висок успех во студирање. Стипендиите ќе се доделуваат на редовни студенти од сите студиски години, освен од прва студиска година, кои постигнали особено висок успех во студирањето и тоа. За студенти на техничките факултети и медицински науки кои постигнали просечен успех најмалку 8.00. За студенти на факултетите од обществените науки и факултетите од електрониците кои постигнали просечен успех 9.00. Износот на месечната стипендија е 3.500 денари, по студенти и студентите истите ќе ја добиваат месечно за период од 9 месеци во текот на студиската 2022-2023 година. Средствата ќе се изливаат од буџетот на Делчево за 2023 година. Изборот на студенти кои ќе ја добиваат стипендијата ќе се врши од страна на заедничка комисија составена од представници на општина Делчево и Совет на општина Делчево, кои ќе утврди критериуми и ќе распише конкурс за добивање на стипендија. Отварам расправа по оваа точка, даме друг разбор. Никој нема разбори, затварам расправа по оваа точка, искате да ставам за гласање за доделување на предлог одлука за доделување на стипендии за студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и постигнале особено висок успех во студирање. Кој е за? Против? Нема. Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 15 гласа. Благодарам. Имам еден предлог за стипендиите. Значи, когато излезе повик, јавниот повик за конкурирање за добивање на студентски и средношколски стипендии, сите советници да го споделиме тоа јавен повик, за да може да бидат и студентски и средношколски во овие факултети. Точно така, јас се изненадувам само кажа дека дел од средствата кои учители ги планирам во моите финансиски и научни за паушали, за точно попадате и по образованието, по секој директор, зависно како стигнат паушалите, кажувам дека не стигнано и да отделат ученици, да ги информираат родителите, дека помагам и точно ги насочувам учениците да продолжат со образованието и да им дадем допълнителен мотив.
повторно кажувам, секој път, секој светник има можност и лично да помогне на учениците, ако смета дека е потребно помогне повече. Да направим една пауза. Много ви имаме